шетам по широк сокак, а на дебела чаршија кафе ке се напија. Младост пуста ке си споменам, а на дебела чаршија кафе ке се напија. Младост пуста ке си споменам. За Солуна, за Стамбола, не ја не дам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не дам. Ако одам во Битола, ќе нарачам до Крипајтона. Јас во први ќе седам, други чалги ќе свирам, трети товар мера ќе носам. Јас во први ке седам, в други чалги ке свирам, трети товар мера ке носам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, не ја не дам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не давам. За Солуна, за Стамбола, Битола не давам. Браво, момци, добре дојдовте. Мартин Данов на кларинет, Дане Ќосевски Добро ве вокалист најдовме. и на хармоника Димитар Митревски од Модерато бенд. Добро ве најдовме и ви благодариме за поканата. Како сте ова утро, ни доаѓате директно од Кавадарци, некој пак и од Битола, малцинството денеска во студиото. Токму за Битола и одбравте песна за единствениот член од да. Битола денеска. Да го испоштуваме колегата. Од Битола ни дојде директно? Да, директно од Битола ги зедов колегите и право в студио. Така, повеќето се од Кавадарци, нели? Од бендот, но имате и други членови, од Прилеп и од Неготино, мешан состав, што Да, би рекле. тројте членови сме од Кавадарци. Јас, Мартин и Трајче, еве ќе ги поздравиме сите. Тие Ќе го што не се поздравуваме. присутни. Да, Трајче ни е исто од Кавадарци, Даре Волчев, тој е клавиатурист, ние од Неготино, Тапанарот Менде ни од Прилеп и Димче од Битола, од секој крај на Македонија. Се собравме и функционираме веќе некое време. Колку време сте веќе во овој состав? Некои работи се сменјани или во меѓувреме? Па да, некои си 5-6 години сме во овој состав, со тоа што Диме ни е најскоро, тој е некој си... Година и пол сум јас Так. во бендот. Да. Инаку 5-6 години сме во овој состав и си функционираме, фала му на Бога, до сега супер. Чија беше првичната идеја, иницијативата за формирање на бенд? И од каде токму ова име? Па бендот го формирав, јас сум од така од најстарите членови, со Трајче исто така. Ние го формиравме, пошто од Кавадарци, затоа гласи Модерато бенд Кавадарци.
Подоцна се ширевме и, како што кажа, веќе 5-6 години сме во овој состав, работиме и супер е тоа. Нема менување на името сега да додадете малку и Битола. Сега за сега не. Модерато бенд Кавадарци и Битола. Не гледаат ли останатите членови? Не следат сега? Па мислам дека не следат. Сигурно не гледаат, да. Ако се станати. Би требало да. Кој е главниот? Дане, ти си фронтмен, имате ли така некоја подолба иерархија во бендот? Немаме. Сите сме еднакви членови. Нормално, како фронтмен, да, имам некоја одговорност повеќе, али сите сме си еднакви, немаме некој да се издвојува, да речи како шеф или... Не, ова е тимска работа, бенд сме и мораме да функционираме заедно. Која е, например, твоја одговорност? Кои обврски повеќе ги имаш ти? Дали може би договараш настапи, си и нивен менаџер и организатор на сите? Токму тоа. Значи, договорите одат преку мене, мада и како фронтмен на секоја свирка имаш поголема одговорност. Сите се вперени во тебе, мора да пазиш што ќе кажеш, како се движиш, како мора да внимаваш на многу работи. Али, како што кажав, тоа не издвојува дека некој е повеќе или помалку. Сите сме си еднакви и си функционираме. Заедно се договарате за репертоарот, за изборот на песни, пред секоја свирка, свадба, настап? Да, сите се договараме заедно, предлози дава еден, друг, како да биде. 6 глави нормално. Што повеќе толку подобро. Секој да даде идеја. По една идеја да даде доволно е. Секогаш од прва се договарате или има и некогаш несогласувања? Како ги решавате вашите нормално да има дебати, расправи? Да, нормално е да има несогласување. Тоа се нормални работи, али сепак наоѓаме некој компромис, некоја средина и секогаш наоѓаме најдобро решение. Да, и секоја свирка е различна и гледаме ситуација во која ситуација кои песни одговараат и секоја свирка си е различна, си носи свој репертоар секоја свирка. Да. Така, има ли некоја песна што ви е најчеста, најбарана, некој репертоар кој што секогаш го исполнувате на секоја веселба? Па има, да, нормално еве на свадбите има некои песни, да речеме свадбарски, македонски, што се одат стандард. Неизбежни се да помине свадба без тие неколку песни, ги знаеме нашите македонски убави свадбарски песни, така да тие можеби да. Се собирате ли приватно? Кој е главен за забава кога имате некои седенки или ваши приватни веселби? Има доста дружби приватно. Да. Најповеќе нашиот член Трајче Гогов на хармоника. За седенки тој не Тој организира. за седенки организира. Тоа е највеселиот. Да. Па така е расположен за дружба. За дружба, да. Главен иницијатор. Да. Така, можеме да слушнеме сега уште нешто во живо. Може Што ни секој, може, тоа сме дојдени. Да, повелат. Една песна. Една песа, јас да запеам.
Една песна јас да запеам. И Димитар исто подпевнуваше. Мораш да подржува. Братички вокали. Подршка мора да има, да. Така пеете и на настапи и вие или тука Па, се не. само со инструменти да... Не, на настапи главен вокал да не пее, па има и пратечки во позадина. Колегите што се на Колегите. бина, Прајче и Даре обично. Да. А, така, тие со оние што подпевнуваат. Да. Да. Каде имате настапи сега периодов, во кои градови, каде сте најчесто? Па овој период најчесто е сезона на свадби. Најчесто сме по свадби овој период. Инаку настапуваме во Кавадарци, настапуваме во Прилеп, Битола, Струмица, Веле, Скопје идиме често. Така да можам да кажам дека одиме на скоро секој крај од Македонија. Пополнети сте за цело лето? Да, фала му на Бога, сме потполнети за цело лето и до крајот на оваа година. А исто така ни е мило што веќе не ангажирати за наредната 2025-та, што значи дека сме на добар пат, дека добро работиме. Штом има побарувачка и тоа би било тоа. Добре, Овој кога период, има како што работа, кажав, како свадби, велат. Да, кој е најнапорниот, најтешкиот дел од вашата професија? Од сето на што го работите, бидејќи сте доста ангажирани, нонстоп работите, патувате, имате ли Па време и за одмор? може би тоа. Најтешко е кога имаме повеќе за патување. Патувањето е Мислам дека тоа најмногу изморува, но не секогаш се некои долги релации, некогаш ни е поблиску, некогаш кога сме во Битола тој не патува, кога сме во Кавадарци ние не патуваме. Некогаш остануваме во градот кај што сме. Некогаш точно Да. остануваме, се одмараме, преспиваме и наоѓаме некако да си ја олесниме целата таа работа. И инаку тоа е најтешкото, но кога ќе почне музиката, ако го сакаш тоа што го работиш, а ние го сакаме, Сака се е. заборава и мака и се така. Ако се сака, се може, некогаш дури преморениот пат во комбето Трајко ќе ја земи и хармониката и песна ќе си направи, некогаш дури. Додека патувате. Дури, да, додека патуваме. Дури Да ни како- олесни со песна. Па и тебе не те баш лесно со хармоника да стоиш толку часа. Колку кило е хармониката? 12, 15, зависи која, 12, нели? 13, да. Па не е баш лесно цел ден, и денски и вечер, викенд, некогаш цел викенд. Ама се Издржува. Се издржува, Се издржува. да. Да, се за Да. љубов кон професијата. Точно. Има некој интересен, смешен дел, анегдота од сите тие настапи кои што ги спомнавте од свадбите? Нешто што паметите да ви се случило во скоро време?
Мене ми текне, ама ако имаш повели. Ајде, ти повели. Сподели. Па имаше пред една или две, може и 2 години да има, на една свадбена веселба. Обично има еден дел кога младоженецот се качува натапан. И подот беше така малку клизав, како се качи натапанот, се подврти наназад, се спазна и падна и тоа беше... А долу никој не го држаше тапанот, не подметна нога. Го држа, ама не знам, ете момент човекот се фала му на Бога што не се повреди, што не, али онака е интересно и смешно кога се Интересни испадна моменти добро. има. Кога е, да, се добро, тогаш Инаку не, останува и да. како смешен спомен Да. или анегдота. Работите и на проекти, знаеме, на миксови. Минатата година имавте гости од естрадата. Сега пак направивте македонски микс, избравте македонски песни. Да, работиме на доста нови проекти. Снимавме микс со наши колеги, со Анета Љумаковска, со Мишко Крстевски, со Дејан Николовски Чуле, па И доста добро. Зуица Лазова, да не ја Зуица заборавиме, Лазова, да не ја така. заборавиме. Доста добро испадна тој проект, па и доста гледаности има и на YouTube и Да. од други социјални мрежи. Снимивме и нов микс со македонски песни. Тој е веќе 1 до 2 месеци Мислам изваден. некои 2 месеци. Да, има и Така това. нешто. Да. Па работиме и на нова авторска музика, нова песна. Па планираме да ја извадиме некаде септември, октомври месец. Ќе има и некој видеозапис или Обавезно, да. соработка со други колеги или ваша Не, лично? тоа е, еве, да го поздравиме на еден наш колега е песната, тој ја направи за мене првенствено, ама решивме да ја снимиме со бендот. Тодор Ушитков, поздрав еве до него. Се снима моментално таа песна и некаде, како што кажа Мартин, септември, октомври планираме да биде готова со добар видеозапис. Па здравје кога ќе биде готова, пак ќе дојдеме тука да промовираме. Секако на промоција. Да, а во однос на овој македонски микс, како ги избравте песните, како решивте што да биде на... Ги биравме заедно. Значи, сите дава предлози, кој како да одат, според ритам, според други работи. И така склопивме еден микс околу 35-6 минути. Така, да. Да, го снимавме и исто така добро испадна и тој. Значи, претходниот со естрадата, како што кажам, Мартин е доста гледан, ама и овој е супер гледан. Така Уште е на почеток, уште ве има да, време, уште е на нели почеток, да. Сега, како се вика, тргнува, Така, али е добар. ги гледаме и инсертите исто од тој видеозапис. Да. Еве во моментот. Со кого соработувавте? Имавте ли поддршка, помош за... Па соработувавме со Art Studio. Видеото. Видео. А за аранжманот вие сами си се договарате Аранжман, за сами, тоа да. како ќе звучи, Сами како како да ќе изгледа биде, сето Ние тоа. од проба на Влезови, проба, излези, секој си даде своја идеја и се склопи целата работа. Убав избор на песни. Фала ти. Имате, ќе видиме секако во продолжение и дел, нели, неколку минути Па. од миксот. Какви коментари, пак реакции добивте досега? Имате ли поддршка од блиските Имаме. или од естрадата, колегите, што Да, велат? да, имаме доста поддршка, имаме доста пофални зборови и за овој проект, и за претходниот, и за се друго што работиме. Исто така имаме поддршка и од нашите дома, и од фамилија, и од се трудиме, работиме и знаеш, добро ни е кога ќе слушнеме пофалба, пошто кога се трудиш за нешто да створиш и кога некој ти каже дека е добро, ти дава уште повеќе желба за работа и така и ќе биде. Продолжуваме во исто темпо, ќе работиме, ќе снимаме што авторско, што нешто како на овој микс. Ќе работиме, ќе се трудиме и тука сме за публиката. Авторската ќе биде нешто во овој стил или поразлично, побрзо, побавно, барем малку да ни откриете? Може малку, да, љубовна е. добро, Љубовна е, емотивна. да. Малку е како би рекол поп-фолк нешто. Измеѓу е, не е народна класична песна. Али кога ќе излезе ќе ја слушнете, мислам дека добро ќе помине кај гледачите, кај публиката. Спомнавте дека соработувате со доста музичари од естрадата. Имате ли можеби некоја неостварена соработка, некој со кој што би сакале допрва да работите, да снимите заедно песна? Па има доста, да. Има доста. Нашата естрада е богата со музичари, со
пејачи, така да секако можеби во иднина ќе имаме соработка со некој. Сега вака не ми текнува точно некој поединец, али можно е соработка со некој од естрадата и понатаму. Кога бевме пред малку кај настапите и тебе нешто ти текна во моментот, но да не кажа. Па да, има доста случаи интересни. Најмногу кога си доаѓаме од настап, например свириме Скопје, имаме 2 часа за патување и попат ќе земе хармоника колегата, ќе засвири, па смеи, шали. Има Тука доста паѓаат смеи, анегдоти, шали меѓу. доста шали има, да. Добро, може да слушнеме сега уште нешто во живо, нешто Може што ни нешто од најновиот подготви. проект да извириме. Ајде, да, Да, сега една од песна македонскиот што- микс, Да, како што е македонски, наречен. да. Добро. Една песна што се најде таму, сега ќе ја отсвириме и тука во живо. Па добар избор сте направили. Фала. Баричеле, лично девојче, Баричеле, лично девојче, умирам, загинвам за тебе, о, амана, манама, животот го давам за тебе, о, амана, манама. Оди праша, јале мајка ти. Оди праша, јале мајка ти. Дали ќе те даде за мене, о, амана, манама. За мене дресирак сиромаф, амана, манама. Браво, момци, за ова изведба. Сакате да ни кажете уште малку околу останатите песни кои што се дел од миксот? Кои се Па да. се да им откриеме и на гледачите? Па да, тоа се претежно познати македонски песни. Значи, како што кажавме, ги биравме заедно и гледавме да се попознати за да допрат повеќе до гледачите. Ја има Елено Керко Елено, например, има, да. Налеј, Налеј. Да. Ги има тие познати македонски убави песни и ги склопивме, сето тоа добро зазвучи и супер помина. Планирате уште некој таков проект, бидејќи гледам дека убаво ви тргна, имате добри коментари, реакции, некој микс да направите од одредени песни македонски? Планираме нешто, само да биде нешто различно од досегашните. Да не се повторуваме. Токму така. Сега нас ни фали инспирација и идеја околу следен проект. И некој што поскоро то подобро. А, Да, така, добро. не сакате да чекате? Да, не сакаме да Уопште чекаме, повеќе. ама не сакаме да снимиме и нешто веќе снимено. Сакаме нешто да биде малку поразлично. Така, би канеле и други гости од естрадата, како што ви беше и претходниот микс, или би било тоа лично ваше? Па не сме размислувале за тоа, но не се исклучува. Можно е да направиме, например, модератор бенд со гости од естрадата. 2. Да, втор дел. Да, Втор, али не сме планирале тоа, али не се исклучува како опција. Можно е, да. Се дружат ли повеќето бендови и музичари кај нас на естрадата, или се гледаат како конкуренција? Што Па- мислите, како е вашиот впечаток? Па не знам, мислам дека има дружба. Има дружба кога сме заедно, барем во тој момент има дружба. И сега од после тоа нормално се гледаш како конкуренција, тоа си е окей. Али кога ќе се сретнеме со други бендови, супер, има дружби, се дружиме со колеги, има дружби, супер, стоиме со сите и така треба да биде. Треба да има дружба, треба да има пријателство, ти пред се е тоа. И тоа останува на крајот, да се поминиш добро, Да. да не се замери со никој. Што е најбитно пак во самиот бенд? Што е клучно за да функционирате, да обстојувате, бидејќи сте Па- повеќе луѓе, нели различни Да, карактери, да, да. различни желби,
Најклучно е да има слога во бендот. Другарство. Колку е лесно другарство. тоа да има слога секогаш? Па тоа е најтешкото нешто. А сите мислат дека пред се Да се свири добро да се и сите свири да свират добро. перфектно, али не? Да, окей, мора да се свири добро, али ако нема слога другарство не може да функционира еден бенд. Мора да има Мора да дружба, мора да има другарство, за да оди музиката на настапи како што треба. Се Да има случува, хармонија во бенд. нормално се случува да има некои замерки, нешто во текот на свирка, На професионален план. на професионален Инаку, план, али сепак тоа се решава Да. на Тоа е во крајот. корист на бендот. Да. Да си имаме свои ставови околу Тоа е музичкиот добро, да. дел, тоа е добро. Да се има и Нека аргументи. конструктивна критика. Да. Да. И добро е што се прифаќа, например, кога пример јас му замерувам нешто, тој прифаќа, ако тој ми замери, јас Да. прифаќам. Тоа е формулата за успех. Јас така мислам. Кога се прифаќа и кога има слога, сето друго А во однос пак на оние кои што ве следат од публиката, ако има некој негативен коментар, како реагирате? Дали се соживувате добро. со тоа И или тоа е добро. И ви тоа е пречи? добро е да има, не може само позитивни коментари. Мора да има и нешто Мора да негативно. примаш и негативни. Али мораш негативните коментари да ги примиш и да ја исправиш таа грешка. Да. Така ќе видиш се подобар и подобар. Добро е да има и негативни, да. За да знаеш што да подобриш Токму така. понатаму. Колку време се занимава со музика секој од вас? Колку време веќе сте во музичките води? Професионално, нели и пред тоа, од самите почетоци? Јас веќе од 6 години почнав со хармоника. Хармоника, Браво. запиша средно музичко, дипломирав на музичка академија како музичар, теоретичар, педагог. Сега уште студирам, имам запишано како втор факултет пијано. Одсек пијано. така. Да. Браво. Да. Уште колку имаш од... Уште една година. А, така. Да. Дипломски испит. Па понатака како се гледам како професор по пијано. Секако и бендот ми е приоритет. И Имаш време и за двете? Имам време, некако успевам. Некако Али успевам. уште една година е така да Да. ќе се Добро, не е Ако се уште сака, многу. ако се сака се престигнува. На тој план сум си ги бркам и тие работи. А како пијанист си се гледал себе си и како Да, музичар како- на тоа како- поле? како Освен или професор. професор, но и Како да... професор А по- своји по концерти пијано. да имаш? Може би, не знам. Зашто да не е концерт на пијано? Да, отидаме некои помали концерти. За сега рано е за такви планови. За сега хармониката е Да. примарен инструмент, Да. така? Како од 6 години се случи? Дали некој ти е вкорени таа љубов, ти купија хармоника, како имаш желба од Да. толку рана возраст? Јас потекнувам од музичка фамилија, татко ми е исто хармоникаш, сега пејач во бенд. Беше порано и хармоникаш и пејач во бенд, сега ја остави хармониката ради тежина, ради сите тие работи. Свири во група Маестрал во Битола, да го поздравиме Чпилче. Поздрав Да. до Чпилче. до татко ми, не гледа сега. И уште од најрана возраст по нивни настапи слушам од мал по дома со песна го слушам со Гледајќи хармоника, го. тој, гледајќи го него и од таму ми е желба. Браво. Кај Дани и Мартин, каква е Кај приказната? за да, исто и почетоците? јас како мал, уште од мал јавив желба за музика. Најпрвен дедо ми купил тарабука и тапанче некое помало. Значи првен на ударни инструменти сум имал желба, но со текот на времето како растев, најпрвен почнав во школскиот оркестар да свирам мандолина. А, се Да. префрли на друго. Па да, почнав со мандолина во школскиот оркестар, потоа се запишав во Нижо музичко училиште. Таму свирев гитара и народен инструмент тамбура. Тоа не сум го кажал до сега. Не знаев, но, да. И за тамбура. Да, тамбура свирев. Не продолжив средно. Оформивме бенд, почнавме со свирки, не така како сега, али некако влегу во тие води и не продолжив средно, но еве до ден денеска се бавам со музика, тоа ми е примерна професија и фала му на Бога си е се како што треба.
Од мал ја имаше таа љубов токму кон народната музика, кон фолк Точно музиката, така. повеќе таа ја слушаше. Точно така, да. За народната музика како мал повеќе, но со текот на времето, со бендот како почнавме, сега не имаме настапуваме да кажеме по клубови. Значи свириме и забавна музика, пеаме и забавна музика. А, па добро. Да. И по Покрај свадби, народна- веројатно, и забавно и народно. Да, на свадбите исто така има дел каде што се младите сакаат забавна музика. Значи покрај народната свириме и забавна музика. Како што кажав, настапуваме во клубови, кафичи, дискотеки, кафани, буквално повеќе врсти на свирки, како и свадбите исто така. И ради тоа мораме да работиме повеќе жанрови на музика. Така е, може некој следен микс да биде забавен микс. А имаме, На забавна имаме. музика. Да, имаме снимано Да. до сега и забавен, али во иднина може би да. Да, нешто ново. Да ве видиме и во тоа светло повеќе. Може секако да. Мартин, тебе ти беше од мали нозе примерен инструмент Па кларинетот? да, од некаде 9-10 години имаше презентација во основното училиште, каде што презентира инструменти. Имаше тарабука, тапани и јас имав многу желба да тропам на тарабука. Кога отидов во нижо, Исто приказно. кога отидов во нижо училиште, таму ми кажаа дека нема одсек, оддел тарабука, нешто професор немало по тоа, па ми рекоа ќе свириш на кларинет. А јас не знаев ни како изгледа кларинет. И ми го донесоа кларинетот и почнав. Завршив нижо училиште во Кавадарци, Лазо Мицев Рале, кај професор Пешо Бошков, поздрав до него. Па се Поздрав, запишав средно музичко училиште во Штип. Таму 4 години кај професор Зоран Илиев, исто така поздрав до него. Почнаа доста свирки, работа, настапи, се запишав на факултет во Штип прва година, па многу настапи, настани и го остави во мирување малку. И тарабуката ја остави во мирување? Да, веќе одам на замина. Не ти е криво Во мирување. никогаш? Зошто ета не си Па- можел, немало одсек, не си се вратил на тој инструмент? Па, можно е, да, тоа ми стои така во паметење. Како прва али- љубов од инструмент? Да, ама знае да ја земе на Знам, седен како ја понекогаш. стави. Браво, добро, значи останало тоа, си Да. запомнил. Ако не била таа, немало да почнам со музиката. Да. Так, и со кларинет и потоа со Да. се останато. Ви благодарам многу за ова гостување. Драго ми е што ми бевте гости, што не развеселивте некако са бајлечки и се надевам ќе се видиме пак. Како што рековме, оставаме за наесен, септември, октомври со новиот проект да се Така, видиме. ви благодарим и вас. Секако едена, фала на поканата. Поздрав до сите гледачи што не гледаа. Ни беше чест и задоволство и се надеваме дека со музика му го разубавивме денот. Верувам дека тоа е така, сигурно е така, а ние ќе продолжиме со еден дел од македонскиот микс, да погледнеме и како тоа звучи и изгледа, ние се гледаме повторно. Останете на Сител телевизија да го погледнете и делот од македонскиот микс на Модерато Бенд и потоа останете секако на програмата на Сител телевизија.